Добра вечер, почитувани стружани. Добра вечер, браќа и сестри, драги пријатели. Една работа вечерва сакам да ве подсетам тука од Струга. Пред 12 години, врнежлив 7 ноември. Тогаш, почитувани пријатели, кога стружани го кренаа гласот за своето право, за својот град и достоинство, без разлика на политичка припадност, и стружаните од ВМРО, и тие од СДС, и останатите. На тој 7 ноември, Зоран Заев во Собранието на Република Македонија гласаше за нова територијална поделба. Гласаше на Струга да и се наметне еден товар кој што го носиме и денес. А господјата Радмила Шеќеринска викаше дека некои прашања не заслужуваат одговор. Затоа ве молам, спремете го вашиот одговор. Тие уништија со притисок, со полиција и со тепање. СДСМ уништи еден референдум, право на еден глас на секој стружанец. Затоа спремете се, имаме нов референдум. Референдумот е на 11 декември и ќе им го дадеме нашиот одговор дека ние сме за Струга, за Кичево, за Битола, за Карпош, за Скопје, за Виница, за Велес, за Решен и за цела Македонија. Ние сме своји на своето и никого од никоја држава или сосед не бараме ништо туѓо, но не сакаме некој да го распродава тоа што е наше. Ги продадоја Долнени, Струга, Кичево и Скопје за 5 години председателски мандат. А сега Заев сака да го продаде уставот и унитарноста на Република Македонија за 4 годишен премиерски мандат. Господинот Заев е еден политичар кој што заглавил во судски процес и тој знае што е направил. Господинот Зоран Заев знае и дека цела Македонија виде што направил. Но проблемите кои што Зоран Заев ги има на суд не е должна да ги плаќа Република Македонија. Проблемите што Зоран Заев ги има со подкуп не е должна да ги плаќа Струга. Политичките работи, државните и националните интереси не треба да бидат пазар за личните желби за властолюбие. Затоа треба достоинствено да му покажеме дека сме народ со достоинство. Нас нека не учи на соживот и на разбирање. Ние најдобро знаеме како тоа да го направиме. Нас најголемиот проблем во соживотот ни е проблемот да најдеме работно место, затоа што Социјалдемократскиот сојуз немаше град и општина да не затвори фабрика. Десетици на број во Струшко. Единствена партија, единствен премиер, единствен човек и тим кој што успеа во Република Македонија после 30 години да отвори нови погони и фабрики беше Никола Груевски, ВМРО ДПМН, привлекување на странски инвестиции кои што не се приказна, туку се вистина и реалност. Тоа е нашата борба. Дали на некој стружанец, македонец, албанец, муслиман, христијанин, турчин или ром сме му скратиле пензија 8%. На никого. На секого сме зголемиле. Дали некого сме избркале од работа или сме затвориле фабрики? На никого. И ако некој треба и има право и морална обврска, тоа сме сите ние овде собрани на плоштадот во Струга, да влеземе во домот на секој пријател, на секој роднина, на секој колега и на секој наш сонародник и сограѓанин и да му кажеме: гласај за подобра Македонија. Подобро е за тебе, подобро е за семејството, подобро е за Струга, подобро е за државата. Подобро е Груевски да биде премиер отколку аболицираниот криминалец Зоран Заев. Подобро е да работиме за повисоки пензии отколку некој да дојде на власт и да крати од вашите пензии. Подобро е да имаме економски проекти и да градиме автопати и да отвараме нови работни места отколку некој да отвара нови политички и меѓуетнички кризи. И затоа, почитувани стружани, дозволете ми
неколку работи да кажам за она што го планираме, за Струга и за Струшко. Во програмата се разбира, ќе прочитате многу повеќе, но не би сакал да одземам премногу од вашето време. Изградба на прва фаза на ракометното игралиште на Женска плажа. Патишта: село Калишта, Франгово, Ложани, Биѓево, село Мислешево, Евротело, село Биѓево, Ливада, Октиси, Велешта, Долна Белица, село Октиси, Основно училиште Свети Климент Драслајца, Ложани, Основно училиште Гоце Делчев, Јабланица, санација и адаптација на игралиште село Октиси, санација и адаптација на спортско игралиште во Нерезин, изградба на спортска сала во Драслајца во склоп на основното училиште, изградба на повеќе наменско игралиште во Лабуништа. Тоа се работи што ги направивме и тие се видливи. 2 години бевме во криза и ја држаа цела држава во грч. Ќе направевме уште повеќе, но после 11 декември ќе си ја завршиме работата како што треба. За идните проекти: изградба на канализација за Враништа, Ложани, Драслајца и Радожда. Може Зијадин села колку сака да се противи и да не работи на тие места, затоа што не добива гласови. И може СДСМ колку сака со него и да флертува на општинско ниво. Но ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија не ги заборава Враништа, Ложани, Драслајца и Радожда. И тоа што сме се обврзале, ќе го сработиме за доброто на сите наши луѓе. Изградба на пречистителна станица во Враништа, изградба на спортско игралиште во Мислешево, изградба на градинка во Струга, реконструкција на патот, стариот пат Враништа во должина 1 километар, реконструкција на регионалниот пат Струга, Драслајца, Биџево, Татеши, реконструкција на регионалниот пат Боровец, Јабланица, реконструкција на локалниот пат Мороишта, Мислешево, изградба на автопатот Требениште, Струга во должина од 8,5 километри, магистрален гасовод Битола, Ресен, Охрид, Струга, за да може гасоводот како капитален проект да биде користен и од стопанствениците во Струга и од домаќинствата, да можеме да бидеме и обезбедени со енергија и поконкурентни тие што енергијата ја трошат за производство. Формирање на нови развојни зони, изградба на локален пат кој го поврзува Мали Влај со магистралниот пат, локален пат од Подгорци до Вевчани, локален пат од Лабуништа до Лабунишки Бачила. Ова се зборовите што ви кажуваме денес и на секој следен митинг. Не мора да не подсетувате вие. Ние ќе ви кажеме колку сме разработиле од овие работи што сме се обврзале во нашата програма. Затоа викаме, нашата програма е реална. Ние не ветуваме брда и долини. Нам ни треба дадениот збор што ќе го дадеме и довербата што ќе ја добиеме да ја оправдаме. И затоа се поставува едно големо прашање. Радмила Шеќеринска вика дека на младите луѓе ќе им дадат 10.000 евра неповратни средства за да отворат свој бизнис. Таа беше вице-премиер во владата на Социјалдемократскиот сојуз. Зошто тогаш не им даде по 10.000 евра на младите луѓе да отворат свој бизнис? Зошто тогаш не успеа да направат визна либерализација? Зошто кога СДСМ беше на власт не направија 30.000 денари просечна плата? Затоа што ништо не работеа. Го занимаваа народот со судски процеси, направија листа на луѓе кои што сакаа да ги гонат од наша страна и во меѓувреме испразнија се што имаше од државниот буџет. 140 стружани беа осудени кривично и парично само затоа што протестираа и изразија незадоволство од територијалната поделба. И сега Социјалдемократскиот сојуз ќе збори за режим и за диктатура. Тие што ги тепаа луѓето овде на 200 метри од нас, тие сега нас се ни продаваат демократија и диктатура. Јас ќе ви кажам, во Македонија никогаш немало поголема медиумска, политичка, невладина и граѓанска демократија. Но проблемот е, кога СДСМ е во опозиција, секоја демократија им е малку и се сакаат да представат како режим. И секоја демократија ја злоупотребуваат само преку насилни методи, сплетки, преку интриги, преку разни политички кризи да дојдат на власт. 2 години Македонија 2 години е во политичка криза која што има и економски последици.
Само затоа што Заев и Шеќеринска не се спремни да ја признаат волјата на народот. 2014 имавме избори. Сите учествуваа со кандидатски листи, со наблюдувачи, со политички програми, со кампањи, со митинзи. Социјалдемократскиот сојуз учествуваше на тие избори до последниот момент, до 19 часот. И кога се преброија гласовите, кога заврши утакмицата, кога изгубија 3:1, излезе тој и кажа дека не ги признава изборите. Тоа е срамота да не ја признаваш волјата на собствениот народ. Во политиката и во спортот, тој што учествува треба да знае дека колку подобро ќе се подготви, толку полесно ќе помине. И во политиката и во спортот можеш да победиш и можеш да изгубиш. Ако изгубиш, треба да му пружиш рака на победникот и да му честиташ, бидејќи победникот 2014 година не беше ВМРО-ДПМН, победникот беше македонскиот народ. И 11 декември оваа година не мора Зоран Заев да ни честита нам, нека му честита на македонскиот народ за изборот, на сите граѓани што ќе победат, да си подадеме рака уште сега и да кажеме дека ќе ја почитуваме народната волја. Тоа се бара од еден озбилен политичар кој што мисли добро на својата држава. Но тие што прават, почитувани граѓани? Тие не ги почитуваат ни собствените општински организации. Им наметнуваат решенија на листи, кандидати, некои што ќе ги изберат, било какви да се послушници негови. Се гледа дека немаат основа, немаат тим, немаат програма да ја водат оваа држава. Зоран Заев не може да води една малска продавница, а камоли да води држава и народ и образование, земјоделие, инфраструктура, енергетика или безбедност на армија и на полиција. Се обидоа на најкласични, субверзивни методи да испратјаат писма до Европската комисија, да се поплакуваат дека овде била диктатура и владела режим. И што беше тој резултат на писмата од СДСМ до Брисел? Искратија на државата 20 милиони евра помош што ја дававме за земјоделците. Ние пак ти ја дадеме од буџетот. Ние сме држава и за толку можеме да подмириме. Но зошто не знам работат против собствената држава, на штета на државата, на штета на граѓаните, само да нанесат некој непристоен и долен политички удар на ВМРО-ДПМН. Затоа, овој пат сакам да кажам дека ВМРО-ДПМН е коалицијата што обединува. Партиите на македонските турци се со ВМРО-ДПМН. Партиите на македонската ромска популација е со ВМРО-ДПМН. Исто така и Српската партија, и Бошњачката, и многу други. Што значи тоа? Ние сме тука од различни градови, од Центар Жупа, од Маврово, од Дебар, од Кичево, од Битола, од Ресен, од Крушево, од Струга, од Охрид, од Дебарца, од Олнени, од Демиркиса. Јас сум од Кичево. Сите ние имаме различни партии, имаме различни некои од нас вероисповеди, имаме различно потекло, но сите знаеме дека имаме еден избор, имаме еден референдум, имаме едно знаме, имаме едно сонце и на 11 декември ќе гласаме за една, единствена, суверена, независна, достоинствена Република Македонија. Да живее Струга, да живее ВМРО-ДПМН, да живее независна Република Македонија.